Да, продолжуваме со следниот разговор во утринската програма. Имено по причиноста не е невообичаена и е дел од човековата разновидност. Се проценува дека 15% од вкупната светска популација има некој вид на попреченост, процент кој што се очекува да расте поради лошата здравствена заштита и исхрана во почетокот на животот. Се постарато население, како и насилните граѓански конфликти. Попреченоста не ги засега само поединците, туку и нивните потесни и пошироки семејства, но впрочем и целата заедница. И токму со таа цел, Центарот за младински активизам КРИК, како младинска организација, неодамна отвори дневен центар за окупациона терапија, кој е наменет за корисници над 18 годишна возраст, поточно за лица со попречености. Деталите за начинот на кој што функционира истиот ги дознаваме од Каја Милошевска, окупационен терапевт во Центарот за младински активизам КРИК. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Почнуваме со информацијата за нашите гледачи во однос на Центарот за младински активизам КРИК, да ги запознаеме од кога и на кој начин функционира самиот центар. Центарот за младински активизам КРИК е младинска организација која е основана од млади лица пред се. Главниот фокус на самата организација е работа со млади и возрастни со и без попреченост. Нашата организација постои веќе 10 години. Работиме на младински размени, програми. Работиме со летни инклузивни кампови и исто така во склоп со проектот Добивање живот. Имаме отворено мултифункционален центар, односно центар за окупациона терапија. Токму со тоа ќе продолжиме. Ајде би сакал малку повеќе да проговориме околу овој мултифункционален центар. Од каде се наметна потребата од отварање на еден ваков центар? Вака, самиот проект Добивање живот е преселување на корисници од специјалниот завод Димир Капија. Ги сместуваме тука во 3 стамбени единици со 24 часовна поддршка од страна на неговател. Решивме во склоп со тој проект да отвориме еден мултифункционален центар кој што ќе биде наменет за лица над 18 годишна возраст, бидејќи сметаме дека во државата има многу за деца, значи деца, они се веќе возрастни, да речам. Под 18 години? Да, за под 18 години. Решивме да им помогнеме и на тие што се над 18 и да им пружиме помош, некако вид на помош, активности, кај што ќе го посетуваат центарот секој ден и ќе се забавуваат. Така. И која е целта на овој мултифункционален центар? Ние даваме окупациона терапија. Окупациона терапија подразбира секакви активности за секоја возраст. Добре. Пред се. Сакаме корисниците што го посетуваат центарот да ги усовршат своите вештини, да напредуваат во тоа што можеби не го правеле до сега или пак им е послаба страна. Сакаме да им дадеме, да речем, одмор на нивните родители пред се, да ги вклучиме во општеството, да направиме нешто за нив да се чувствуваат еднакво, исто како и нас. Имаме доста активности, сакаме да работиме со нив, тоа е да ги за нивниот развој пред се. Да, и дефинитивно да придонесете впрочем кон нивна поголема социјализација. Да. Споминавме претходно, но еве би сакал малку конкретно да објасниме што представува овој дневен центар за окупациона терапија и впрочем за кого е наменет. Више споменав дека центарот е наменет за над 18 годишна возраст, да, со секаков тип на попреченост. Работиме секој ден од понеделник до петок, значи немаме одреден, да речеме, бројна група колку треба да се одржи. Може да се приклучи секој кој што сака, само да е над 18 години. Наменет е да придонесеме пред се ние како стручен тим сакаме правиме проценки, кои што тие проценки ги основаме и нивните, да речем, активности, задачи кои што ќе ги со нивниот процес ние ќе ги реализираме и ќе постигнеме резултати. И дали овој дневен центар е наменет исклучиво за лицата со попречености? Да, ние сакаме да, но доста многу правиме, да речем, активности и обуки каде што ги вклучуваме со лица и без попреченост. Така. Ајде да се фокусираме малку повеќе на услугите кои што може да се добијат во рамки на овој центар. Какви видови впрочем на услуги може да се добијат во центарот? Какви нуди истиот? Вака, секој корисник, ние како тим се основаме пред се на желбите и интересите на самиот корисник. Сакаме пред се они да бидат задоволни и да сакаат да доаѓаат кај нас, да го посетуваат центарот.
Услугите нудиме секаков тип на активности кои што сакаат и они и ние да ги работиме заедно со нив. Услугите, пак ќе кажам, зависно од самите корисници. Ние сме тука за нив како тим. Велите, окупационо-терапевските услуги се организираат и се спроведуваат во зависност од индивидуалните потреби и желбите на корисниците. Што конкретно тоа значи во пракса? Вака, секој корисник си има различни интереси пред се. Не сме сите исти, нели? Сите ги интересира различно, дали на некого, не знам, музиката му е на прва страна, дали на некого цртањето или слично. Ние пред се, кога ќе дојде еден корисник во центарот, правиме личен план, проценка и план за развивање понатака што би правеле со самиот корисник. Ние се водиме покрај тој план и ние ги реализираме активностите што нив ги интересира, дали тоа било монистра, ако некој сака да работи монистра, тогаш ќе работи монистра, ако некој сака да црта, тогаш ќе црта. Ние работиме по план, личен план. На кој начин, впрочем, ги откривате интересите на корисниците, како допирате до нивните интереси? Самите корисници кога доаѓаат, ние обично ги покануваме да го видат просторот пред се, дали им се допаѓа, дали убаво се чувствуваат кога ни се тука, дали сакаат пред се да доаѓаат после првата средба. Секогаш разговорот, самиот корисник доаѓа со родител, поради тоа што нели зависно од попреченоста. Секогаш знаат да си кажат што нив ги интересира, ние знаеме да ги прашаме, да речем, општи прашања, како си го помина денот, што те интересира во слободно време, што правиш, прочем и тоа е окупационата терапија. Подобро да се запознаете со нив. Да. Една од основните задачи на центарот, велите, е мапирање на лицата со попреченост од Скопје и нивните потреби. Што конкретно опфаќа тоа? Ние сакаме да мапираме што повеќе, да речем, млади лица, значи над 18 години, кои што сакаме да ги вклучиме во центарот, да бидат дел од центарот, да видат како ние работиме, да им помогнеме пред се, да им дадеме тип на услуги, кои што можеби некој немал можност претходно да посетува такво нешто или пак не му се пружила шанса. Сега сме само во Скопје, имаме само во Скопје. Се надевам дека во иднина ќе имаме да се прошири и да имаме и во други градови. Важно е да се напомене дека учеството во сите овие активности на центарот е бесплатно. Какви активности конкретно нуди центарот и впрочем да проговориме малку и околу кадарот кој што работи со вашите корисници? Пред се во центарот работи стручен тим, значи тимот е составен од окупациони терапевти, психолози и физиотерапевти. Воедно имаме и психолошко советувалиште во самиот центар, во склоп со самиот центар. Активностите, пред имаме најразлични активности кои што дел од нив можеме да ги погледнеме во текот на разговорот од фотографиите кои што ни ги испративте. Да. Најразлично имаме, пак ја кажам, се заосноваме на тоа за нивните лични интереси и потреби што нив ги интересира. Обично изработуваме маски од картон, правиме, имаме драмска секција, имаме танцова школа. Исто така имаме накид, изработуваме од монистра, кои што доста беа, да речам, активни и правеа, продуктивни и направивме еден убава изложба. Сакаме, доколку некој е заинтересиран да ги проба и да ги види, може да не посети во центарот. Работиме, да кажам, секој работен ден од 9 до 17 часот. Ние се наоѓаме, центарот се наоѓа во местната заедница Црнича, на улица Свети Наум Охридски број 13. Дел од активностите исто така сакаме да вклучиме и многу други активности, како прошетки низ градот. Сакаме да ги вклучиме, нели? Англиски јазик исто изучуваме, кои што многу се заинтересирани за англиски јазик, сакаат да учат англиски јазик. Многу сакаат музика, музички работилници, тоа највише ги интересира. Да, кога веќе го споменавте тоа, за кои активности има најголем интерес? Впрочем, и на кој начин успевате да им го задржите вниманието на вашите корисници, на кои аспекти најмногу се посветува внимание токму во работата со нив? Вака, ние кога правиме распоред, ние заедно го правиме распоредот на сите активности. Верувам дека е исклучително важно. Да, заради тоа што сакаме сите да бидат задоволни и секој што го интересира да можеме во распоред да го вметнеме по
да речеме половина час. Ако некој сака англиски, во ред англиски ќе имаме, да речеме, од Сабајле, па после тоа ќе имаме, да речеме, слободни активности, изработка на монистра, маски. После тоа ќе имаме, да речеме, секојдневни активности, сепак ги учиме на лична хигиена и основни работи. Правиме сите да тоа што ги интересира да го вметнеме во распоредот и сите да бидеме задоволни. И колку значи постоењето на еден ваков центар за вашите корисници, колку е важен овој процес на социјализација токму кај лицата со попречености? Сметам дека премногу е важен социјализација, така и овие поготово, да речам, лица, млади лица, кога се во цутот, да речам, на младоста. Мислам, имаме ние и возрастни, но кога ќе ги видиме сепак на помладите, да, кога ќе ги видиме како они се дружат и како они се запознаваат, пријателства, па колку се среќни дека они имаат другарчиња утре да излезат со нив, или па кога ќе ги прошетаме негде да се држат за рака, еве ние сме другари, ние сакаме и да ги вклучиме вака во општеството, дека они, пак ќе кажам, да. Бидејќи имаат секојдневни обврски и секако активности со кои што го исполнуваат нивното секојдневие. Да, сакаме да излезат, сакаме, например, дали имате пријатели да користат социјални мрежи. Кои се придобивките од сите овие активности кои што се реализираат во дневниот центар? Ние имавме доста придобивки. Пред се имавме многу, да речам, корисници кои што достигнаа големи успеси. Мислам, пред се ние ги гледаме, а и нивните родители. Доста многу позитивни коментари имаме како нивното дете е среќно, како нивното дете сака да доаѓа во центарот, го интересира, напредува во тоа што е добар, го задржува всушност тоа што е добар во неговите вештини. Пред се ние работиме да ја подобриме нивната благосостојба, нели? Флексибилноста пред се, моторични движења и социјализација, координација. Сакаме. Некаде кон крајот на разговорот ни останува уште да споменеме како може да се користат услугите на овој центар, на кој начин може да се пријават сите заинтересирани и уште да споменеме дека центарот е реновиран со поддршка на проектот Добивање живот, односно деинституционализација на корисниците од специјалниот завод Демир Капија. За каков проект конкретно станува збор и која е неговата цел, исто би сакал да споменеме кон крајот? Вака, проектот, да, центарот пред се е реновиран со помош на проектот Добивање живот, каде што се вклучени и КРИК како организација, People in Need и Сдружение Солем. Секој корисник може да дојде да го посети центарот, да го види, да види со што работиме. Исто така имаме на нашата веб страна, социјалните медиуми, Facebook, Instagram може да не најдат. Секогаш имаме отворено повик каде што можат да се пријават, односно родителите да ги пријават своите деца. И исто така да имаме оставено телефонски броеви, да не исконтактираат, доколку некој не користи социјални медиуми или пак не може да не најде, слободно може да не посети директно во центарот. Секогаш ние сме во центарот и секогаш стоиме на располагање за нив, да. Проектот, пак ја кажам, е преселување на корисници од специјалниот завод Демир Капија. Мислам дека и самиот наслов Добивање живот си го кажува своето. Сакаме да пружиме добивање живот. Значи, тие луѓе да ги извадиме таа установа и да ги сместиме во 3 стамбени единици, каде што ќе почнат нов живот во нова, да речам, средина, со 24 часовна поддршка од страна на негователи. И верувам дека со вашите активности навистина ќе го постигнете тоа. Така. Каја благодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Посакувам успех со вашата мисија. Верувам дека вашите активности ќе предонесат токму кон остварување на целта, тоа е поголема социјализација, но и помош на лицата со попреченост во рамки на овој дневен центар во организација на Центарот за младински активизам КРИК. Благодарам и вам на поканата. Ќе се видиме ние во некоја наредна прилика, секако остануваме да ги следиме вашите активности. Благодарам.